Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Алфа телевизија. Вечерва сте вие на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи, дали после 9 декември кога Србија не доби кандидатски статус за членство во Европската унија, после 10 или 11 години, дали повторно Белград и Србија ќе бидат жариште на голема нестабилност во овој дел на Балканот. Дали ова конечен крах и конечен карамбол на таа српска позиција, на таа српска политика, многу слична на македонската, која велеше сакаме да станеме членки на Европската унија, ама не го даваме Косово. Кога тоа би било можно, почитувани гледачи, кога тоа би го превеле на некој македонско искуство, како што ние велиме, сакаме да станеме членки на НАТО, а не го даваме името, тогаш во една иста влада би требало да седат и Владе Милчин и Владко Ѓорчев. И што де факто сега Западот бара од Србија? Ако Западот бара од Србија да се откаже таа резолуција 1244, што всушност де факто бара? Tu postoji samo jedna jasna rečenica. Zapad traži od Srbije, Amerikanci traže od Srbije da Srbija prizna Kosovo kao potpuno nezavisnu samostalnu državu. Како што сега стојат работите, Србија полека влага во тој наш македонски филм и во овој момент Србија и Македонија се најголеми губитници на Балканот во Европа, кога станува збор за тие евроинтеграција. Зарем навистина верувавте? Зарем навистина вие ко Нада Колунџије верувавте дека е возможно и Косово да биде ваше и да бидете членки на Европската унија? Зарем можете да верувате после 99 година во таа приказна? Pojednostavljivanje je rečenica Kosovo da bude vaše. Dakle, suviše je to jednostavna konstatacija. Ono što ja duboko verujem da Srbija ima legitimno pravo. Na što? Jeste Na što? da se ne može jednostranim aktima bilo čijim, ne može se narušavati teritorijalni integritet. Dakle, ako postoji međunarodni akt koji je garancija nekakvog integriteta, onda mi smatramo da se konačno rešenje tog problema ne može naći jednostranim aktom zato što to destabilizuje ceo region, a ne samo Srbiju. Нада Колунџије е еден од најважните играчи во рамка на власта во Република Србија и важи за човек многу близок до Добрица Чостич, кој се смета за татко на српската нација, затоа и ставовите на Нада Колунџије имате на посебна специфична тежина. Дали таа идеја за поделба на Косово, мислам дека и таткото на српската нација, господин Добрица Чостич, има дадено во неколку наврати таа идеја, па дури како одредено пледоје, одредено експозе, дали во дневните медиуми, дали на одредени седници на САНО, има дадено таа идеја дека треба можеби да се направи еден таков чекор. Дали Србија е зрела да го направи тој чекор и дали Европа и Америка би го прифатиле тој чекор? Ja ne bih davala konkretno rešenje. Dakle, Srbija je otvorena za razgovore, pre svega sa međunarodnom zajednicom. Меѓутоа не би го ни отврлиле тоа решение, колку што можам да ве разберам. Pitanje, često dobijamo poruke iz predstavnika nekih zemalja da je to pitanje bilo aktuelno ranije, da ono sada nije aktuelno. Dakle, ono što je, mislim, bitno za nas jeste da smo mi otvoreni za traganjem rešenja koje će biti bolje od ovog. Вие очекувате дека Хашим Тачи нема да застане овде? Дека Наравно да неće. Хашим Тачи е сега охрабрен. Значи, за очекување дека Хашим Тачи ќе проба војнички да го донесе Северно Косово во состав на косовската држава. Што тогаш ќе прави оваа влада? И тоа може да го направи на еден месец пред избори, ако има интерес ова влада да падне од власт во Србија, и дојат националистите на Тома Николич, кои подоцна ќе бидат обвинети или ќе бидат алиби за западните земји, зашто на Србија не треба да се помогне. To je mogući scenarij. Što se nas tiče, naš jedini instrument jeste diplomatija, međunarodno pravo i naše iskreno stvarno zalaganje da trajno rešimo jedan ogroman istorijski problem na način koji će omogućiti da ovde bude stabilno. Mi drugih sredstava nemamo na Kosovu, nemamo ni vojsku, ni policiju, ni sudove. Dakle, Srbija nema nadležnosti na Kosovu. Расим Љајич е една од трите клучни личности на српската политичка сцена, почитувани гледачи, од најмалку неколку причини. Како прво беше шеф на тимот за соработка на Србија со Хашкиот трибунал и ги испорача во Хак и Радко Младич и Радован Караджич. Како второ, ниту една српска влада нема да може да биде составена без гласовите на Расим Љајич.
И како трето, Расим Лјајич е најдоминантна политичка фигура во еден од најневралгичните региони на Балканот. Тоа не е Косово, тоа е всушност Санџак, кај што сите политички анализи велат дека ако нешто се случува на Косово, всушност целата таа топка подоцна може да биде префрлена во Санџак. Од тие причини денес дојавме тука во Белград, во пранешната зграда на Палатата на Федерацијата, да разговараме со господинот Расим Лјајич. Дали тоа на некој начин Санџак повторно е враќа таа верска приказна од пред некои 10, 15 или 20 години, веќе последното нешто што слушнавме за Санџак беше оној несреќен напад на човек со потекло од Нови Пазар од Санџак на американската амбасада во Сараево и веднаш почна тие приказни дека Санџак е повторно на некој начин бастионот на вахабизмот тука на Балканот. Pa tačno je da je između ostalog i taj napad tog nesrećnika koji je igrom slučaja zapravo rođen u Novom Pazaru i to je iskorišćeno kao povod da se dalje govori o Sandžaku kao mestu, centru radikalnog islama, verskog ekstremizma. Činjenica je da verski lideri se ne bave onim poslom kojim treba da se bave. A to je verata. To je vera. I činjenica je da je stvoren prostor za takve radikalne interpretacije islama koje nisu imanentne muslimanima na ovim prostorima, muslimanima u Evropi i ako hoćete muslimanima na Balkanu. Do fizičke presmetke, gospodine Ljajić, tamo. Tamo ima, da rečeme, na Санџак верски лидери кои носат калашников со себе. Значи, тамо состојбата е на некој начин тотално завриена. И мислам дека ако го трниме Косово, најнестабилниот дел на Србија во моментот е Санџак. Затоа сите нели се плашат дека ако дојде до одредена криза на Косово, дека таа криза може прво во Србија да се прелие преку Санџак. Не може да се прелие, нема потенцијала за ту кризу. Ти ljudi nemaju podršku stanovništva u Sandžaku. To će prvi naredni izbori i pokazati. Драган Тодороvić е всушност заменик председател на Српската радикална партија или на Српската радикална странка, односно владее со таа партија се додека Војслав Шешелј се наоѓа на судење во Хаг. Според Тодороvić постои сценарио во 3 фази кое е финансирано од странските разузнавачки служби со помош на одредени српски тајкуни. Првата фаза од тоа сценарио е испраќањето на Војслав Шешелј во Хаг, негово судење кое треба да трае некаде 10 години, се до завршување на сите овие процеси на територијата на Србија и признавањето на Косово. Како второ, тоа е предизвикувањето раскол во рамки на Српската радикална странка со извојување на цела групација, правење на нова партија со помош на американската и на британската разузнавачка служба. И третата фаза е носењето на власт на таа Српска напредна странка, која произлезе од Српската радикална странка како нова владина гарнитура на територијата на Србија, односно како влада која ќе ги воспостави тие први дипломатски односи помеѓу Србија и Косово. Коцарно се гледат работите. Имам чувство дека во Србија таа една либерална Србија, што е представа Вук Драшковиќ, Чеда Јовановиќ некаде на 6. To je izdajnička Srbija, to nije liberalna Srbija. Кој треба да се продади Косово и така натаму и така. Либерален значи слободан, a ovo nije, to nema veze sa... Да, и имате вие ова ваша крајност која вели ке се бориме за Косово и дека 912 година сме го вратиле во рамки на Србија, дека ќе се сменат околности, дека повторно ќе го вратиме. И вие сте таа една десна крајност и во средина... Mi nismo uopšte desna krajnost, mi smo stranka umerene desnice. Господине Тодороvić, знаете, кој човек остане гледате работи, во Србија се постојат 9 доминантни структури власта која персонифицира Борис Тадиć и опозицијата, условно речено, која персонифицираат Вучиć и Николиć, и тие во ништо не се разликуваат. И тоа е еден проект на американците и на Брисел, потполно да се изедначат Борис Тадиć и Тома Николиć како да успеа во Србија. Веќе не е ни битно кој ќе биде на власт. Тие спроведат иста политика. Pa to je potpuno jasno. Mi pokušavamo i da na neki način građane Srbije uverimo u to da između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića apsolutno nema nikakve razlike. I jedan i drugi su zapadne marionete i izvršavaće naloge koje budu tražili Vašington i Brisel od njih. Ви направија раскол во радикалната партија,
на еден многу груб начин беше направен тој раскол. Па поранешниот заменик на Радикалната партија, сега председател на Српската напредна партија или на Српската напредна странка, господинот Николич, излезе пред една година со многу сериозни обвинувања на адреса на радикалите, посебно на адреса на господинот Шешел, дека преку некои локални мафијаши во Србија, Лука Бојовиќ, ако не се лажам, или како се велеше или се нарекуваше човекот, дека му бил подготвуван атентат, па излегува од власта, рекоа дека има индици дека се подготвува атентат врз господинот Николич, дека зад тоа стои господинот Шешел. Докаде одат тие караници во српскиот тој Ајде да кренемо редом. радикален Пре дел? свега, пуч у Српскoj radikalnoj stranci su izazvale strane obaveštajne službe uz pomoć vlasti u Beogradu. Кои странски Pa разузнавачки pre служби? svega američke i engleske službe. CIA i MI6. Прашањето кое сега се поставува е дали Србија ќе го изгуби Косово денес, после 12 години од таа 99 година, без еден испукан куршум. Господине Пелевич, минатата недела началникот на американската армија најави одредени немири во Европа, при тоа ги потенцира некои од земјите членки на Европската унија, посебно во делот на еврозоната. Меѓутоа, многумина аналитичари сметат дека тие немири можеби би се случиле прво тука на Балканот, посебно во тоа невралгично подрачје на Косово, евентуално Санџак. Дали ви очекувате дека нешто може да се случува на Косово? Посебно после 9 декември, кога србите веќе изгубија надежда дека стана членки на Европската унија, а Косово де факто не е во нивни раце. Sasvim je moguće da izbiju nemiri većih razmera na Kosovu i Metohiji i to bi značilo opasnost ne samo za Srbiju, već za čitav region. Ja se bojim da će tu krizu izazvati pre svega strani faktori, jer Srbiji naravno ne odgovara nikakva kriza, nikakav rat. Ne verujem da to odgovara i Albancima, ali nisam siguran da to ne odgovara Hašimu Tačiju s obzirom da se i njima približavaju izbori, a on je izgubio dosta poverenja svojih birača i pretpostavljam da će on moći da izazove krizu da bi jednostavno povratio svoj ugled u narodu i da bi stekao poverenje na sledećim izborima. Сега е веќе јасно дека Хашим Тачи нема да се откаже таа своја идеја Северно Косово да го врати кон Косовската република или кон Косовската држава, и тука е клучното прашање како на тоа ќе одговори српската држава. Господине Лазански, зошто Европа и американците му фрлеа на некој начин гума за спасување на Хашим Тачи? До пред една година безмалку сите го прежаливме, тој извеште на Дик Марти, таа трговија со човечки органи, неможноста да биде избран Беџет Пацоли, подоцна му пропагањај тендер за продажба на Телекомот, кај што не може да ги реализира главните своји изборни ветувања за пензии и плати зголемување, и сите очекувавме дека Хашим Тачи ќе биде заменат во пензија. Кога одеднаш на 9 декември Европската унија на некој начин му фрла гума за спасување. Albanski lobij u Americi je vrlo snažan lobij. Ja mislim da je čak možda posle jevrejskog lobija trenutno najofanzivniji lobij. Drugo, Albanci su uložili jako puno para u američke političare. Kad vi uzmete još u godinama postojanja Velike Jugoslavije, koliko su Albanci privatnici iz inostranstva, što sa prostora Kosova, ulagali u određene američke senatore i kongresmene, onda vam je jasno da oni imaju vrlo snažnu političku uporišnu tačku u američkom političkom establishmentu. Зошто американската администрација одбра од мртвите политички да го врати Хашим Тачи во живот? Одговорот на така поставената дилема веројатно треба да ја побараме и да ја најдеме во самиот факт дека луѓе блиски на американската администрација кои се во роднински врски, дали со Олбрит, дали со Клинтон, ги добиват главните бизнис делки во Косово. Денес се говори во Косово дека милионски суми на пари се дадени за луѓе блиски на американската администрација кои треба да ги добијат тендерите за Косовскиот Телеком, за печетењето или штампањето на косовските регистарски таблички и за што ли уште не. Ми мисле дека и сегашната албанска политика знае многу добро финансиски да работи со одредени американски политичари. Има многу спекулации. Плаќаат ли албанците? Вела дека голем дел од бизнисите на Косово ги добиват луѓе блиски на некогашните или сегашните луѓе кои водат американската надворешна политика. Од регистарски таблички, од Телеком, Цела екипа у State Departmentu, sadašnja, kada je u pitanju odnos prema Balkanu, je ekipa iz vremena Billa Clintona. Има многу муабети дека дел од тие бизниси ќе добијат луѓе блиски на Олбрит, луѓе блиски на Клинтон и така натаму и така натаму. Da, pa to nije to moje otkriće. O tome vam pišu zapadne novine. Zna se ko je dobio
da pravi tablice, kosovske tablice, registarske tablice za automobile. Branislav Pelević je venčan kum na Željko Ražnatović Arkan, jedan od najvljetelnite ličnosti i političari u ramke na Srpskата napredna stranka, odnosno partijata koja danas ubedljivo vodi na srpskата politička scena. Da li posle 9. dekembri na neki način stanova jasno дека сите тие немири на Косово и тој обид на Хашим Тачи војно да го заземи Северно Косово, дека зад тие проекти всушност стоиле големите западни држави? Vidite, Hašim Tači je po podacima američke CIA, ali i mnogih drugih zapadnih obavještajnih službi jedan od vođa kriminalne grupe koja se bavi preprodajom droge, oružja i trgovinom belim robljem. Dakle, on je već označen kao kriminalac velikog kalibra, jedan od najvećih na Kosovu i Metohiji. I nisam siguran da će on po takvim hipotekama opstati u kosovskoj policiji duže vremena. Ali, sasvim je sigurno jedna stvar. Hašijeva vojska i policija ne mogu da pobede Srbe na severu Kosova ni u kom slučaju. Jedino mogu da ih pobede ako im u tome budu pomogli vojnici KFOR-a i snage EULEX-a. Ali ja sam siguran da Ujedinjene nacije i Evropa neće dozvoliti da se njihovi vojnici i policajci umešaju u takav sukob koji bi nametnuo Hašim Tači na severu Kosova. Bez pomoći sa strane, bez pomoći Amerike i Zapada, ni u kom slučaju Albanci ne mogu da pobede Srbe na severu Kosova, jer oni ne bi u tom slučaju sigurno ostali sami. U svakom slučaju bi mnogi ljudi iz Srbije pritekli u pomoć svojim sunarodnicima na severu Kosova. Vi očekujete дека Хашим Тачи војно ќе се обиди Северно Косово да го врати во рамките на косовската држава, бидејќи Хашим Тачи нема друга политичка опција. Ако то не го направи Хашим Тачи, тогаш неговата звезда на голем командант на УЧК или НОВК ќе почне да бледне. Значи, единствена политичка опција на Хашим Тачи во овој момент е да проба војнички или на било кој друг начин да го врати Северно Косово во рамки на косовската држава. Што во таа ситуација ќе прави Србија? Ивица Дачич пред еден месец изјави дека Србија може би војно би интервенирала на Косово. Не сум сигурен дека тоа го мисли господин Чутановац, министерот за одбрана, кој стрикно ја следи таа американска политика во Србија тука. Што може да направат србите? Јас се плашам дека србите повторно може да станат жртви на тоа Косово, да паднат многу недолжни српски животи тамо, а де факто Северно Косово никош века да не биде во состав на Србија. Postoje mnogi ljudi u Srbiji koji se ne slažu sa ovakvom politikom i koji će odmah priteći u pomoć svojim zemljacima na severu Kosova. Ponavljam, Hašim Tači nema dovoljno vojne snage niti policije da ratom pokori sever Kosova. Siguran sam da će Srbi sa severa Kosova, koji su inače dobro organizovani, pobediti tu vojsku, naravno uz pomoć mnogih dobrovoljaca koji će doći iz Srbije. Ja ću recimo prvi otići sa svojim prijateljima, bivšim dobrovoljcima, da branim sever Kosova, kao što sam to učinio i 17. marta 2004. godine, kada su šiptarske bande pod vođstvom Hašima Tačija napale, srušile 36 srpskih crkava, popale toliko kuća, proterale srpsko stanovništvo, ali mi smo zajedno sa građanima severa Kosova zaustavili njihov prodor ispred Kosovske Mitrovice. Дали се србите изневерени помалку? Го испорача Караджич, пред половина година го испорача Младич. Личности кои имаат длабоко врежена трага по поновата српска историја. На некој начин таа српска гордост беше искршена. Дали србите денес може да се чувствуват навредени, бидејќи ги направија сите тие работи кои ги бара, а не го добија тоа што тие сметат дека го заслужија? Mi smo izručili 45 haških optuženika. Nijedna zemlja, dakle, nije imala tu vrstu obaveza kao što je imala Srbija. Не остана без малку никој на списокот. Ne postoji više ni jedan haški optuženik koji je na slobodi. Uradili smo jedan izuzetno težak i opasan posao. Sam sam bio uključen u tom poslu kao predsjednik Nacionalnog savjeta, dugo godina kao član akcionog tima. Bili smo svi izloženi stravičnim pretnjama i smrću i likvidacijama. Mi smo uspjeli da u tako teškim okolnostima završimo saradnju sa Haškim tribunalom i kada smo očekivali da to neko vrednuje na adekvatan način, otvoren je potpuno novi uslov i to u početnoj fazi pridruživanja Evropskoj uniji. Mi smo očekivali da će ova tema biti otvorena. Nekada na kraju. Tako je, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Neki je bolna tema, ta rezolucija 1244, to de facto znači Srbija ili neko od Srba da stavi potpis
na priznavanje na Kosovo. To je mnogo bolna tema za Srbiju. To je definitivno par excellence političko pitanje. Ви бевте шеф на тој тим за фаќање овие хашки бегалци. Пред половина година го фативте Ратко Младич. Постојат многу шпекулации. Една од тие шпекулации е дека всушност српските тајни служби цело време го чуваат Младич и од кога гледа дека е многу тешко болен после претрпени 2 мозочни удари, го предаваат пред лицето на правдата. Што е вистината? Дали српските служби де факто го криеа Младич и кога видоа дека е тешко болен го предадоа? Mi smo učinili neverovatne napore da dođemo do Ratka Mladića, jer smo pre toga izručili 43 optuženika, Mladić je bio 44. Hadžić je bio 45. Zašto bi neko čuvao Mladića i Hadžića, a izručio je i Miloševića, i Karadžića, i šefove službi bezbednosti, i 10 generala, i policijske funkcionere, i potpredsjednike vlada? Zašto bi neko izručio sve te ljude, a čuvao jednog Mladića? Možda li je takav bolen čovek da se krije toliko vreme i toliko uspešno? Некој гледаме Младич, тој веќе не личи на себе. Тој е руина од човек. Болен човек со претрпени мозочни удари, со сериозни медицински проблеми и така на тоа. Da može da se krije, ovaj slučaj je pokazao da može da se krije ako nemate nikakav kontakt sa nikim, nemate kontakt ni sa porodicom, ni sa prijateljima, niti sa bilo kim, niti sa jatacima, imate kontakt sa jednim jedinim čovekom koji vas je skrivao, koji vas je opskrbljivao, koji vas je na kraju krajeva ispostavilo se i lečio. Prema tome, nema tu nikakvih mistifikacija. Mi smo Mladića uhapsili onda kada smo ušli u trag koji nas do njega vodi i drugih tajni apsolutno nema. Ne treba mistifikovati nešto gde nema mesta toj mistifikaciji. Imate napravljena rekonstrukcija kaj se krijal sve posljednjite godina, 2 ili 3 Mladić? Mi pravimo tu rekonstrukciju, ali neće tu biti neki velikih iznenađenja na osnovu ovoga što do sada imamo. Jedan dobar deo vremena on proveo u ovoj kući gde je i pronađen. Ali ćemo detaljnije informacije imati i to ćemo na kraju krajeva predati tužiocu Bramircu. To jeste i naša obaveza, ali ja ne očekujem nikakva spektakularna iznenađenja u tom pogledu. Mislite дека најголем дел од тие последни неколку години има преживено токму тамо, по таа куќа? Najverovatnije da je najveći deo vremena upravo proveo po to selo tamo. Vojvodina. Dakle, skrivajući se, ne izlazeći apsolutno u javnost, ne komunicirajući sa bilo kim, ne koristeći nikakve telefone i da mu je takav način skrivanja omogućio da se ovoliko dugo krije. Официјална Америка и Хилари Клинтон лани јасно им порача на српските политичари, посебно на Борис Тадич, дека треба да биде сменет министерот за надворешни работи ако сака Србија да ги нормализира своите односи со Вашингтон. Дали Србија после 2001 година, кога се случи тој 5 октомври, повторно се враќа негативно на балканските страници и ќе биде генератор на некои нови кризи на Балканот? Не, сасвим сигурно не. Оно што е битно... Како ви се случува тогаш барикадите, господи Колунџија? Ви велите, некои луѓе во Северно Косово поставиле барикади. Колку што ја слушам, во изминатите 4 или 5 години 5 милиарди евра Србија како држава има вложено во Северно Косово. Значи, поправете ме, меѓутоа тој податок го имам најдено во неколку интервјуа, дали на господинот Чутановац, дали на господинот Джелич. Значи, Србија дава многу пари на Северно Косово, а вие немате контрола врз Северно Косово. Кој ќе ви поверува во тоа? Кој ќе ви поверува дека се тоа спонтани барикади на српското население во Северно Косово и дека српската држава или српските служби или одредени српски криминални групи не учествуваат во поставување на тие барикади? Никој нема да ви верува во Берлин, видејќи ни во Белград тоа не го веруваат. Danas je svet i sva društva su mnogo otvorenije i sve istine se mnogo lakše saznaju. Dakle, nisu to više vremena u kojim postoje nekakve duboko zakopane tajne do kojih se ne može doći. Dakle, postoje informacije o svemu šta se dešavalo. I nije... Koji se informacije? Nije tačno. Dakle, informacije koje su se dešavale jeste da je Priština pokušala da dovede specijalne jedinice ROSU, dakle, u vreme kada traje dijalog, jednostranim aktom je to pokušalo da uradi. Nikoga ne treba organizovati u takvoj situaciji, posebno ne Srbe koji su poslednjih 20 godina doživeli užasno mnogo loših iskustava na Kosovu i Metohiji. Legitimno je to što go pravi Hašim Tači. Vие моравте да го очекувате тоа што го направи Hašim Tači. Ne može biti legitimno nešto ukoliko postoji dijalog
ukoliko je dogovor i na insistiranje Evropske unije, između ostalog i Ujedinjenih nacija, da se dogovorom postignu rešenja, ne može biti legitimna jednostrana akcija koja povećava rizik. Vi ste čitali Bijelata knjiga na srpskata vlada? Vi ste čitali što piše tamo za Hašem Tači? Vi ste go čitali izveštajот na Dick Marty? Pred една година тој го обвини Хашем Тачи, луѓе блиски на Хашем Тачи, дека учествуваат во разни недозволени активности, шверцови, па дури шверцови со човечки органи. Тој човек полека ја губи својата популарност на Косово, го губи својот углед. Што му преостанува на Хашем Тачи, освен да испровоцира еден таков инцидент? Косовските специјални единици да ги стави на границата помеѓу Северно Косово и Србија. Тоа е sada питање за меѓународне представнике на Косово и Метохија. Njihova je odgovornost. Тие могу дозволија тоа. Значи, тие инвестираат во Хашем Тачи, а не во Tadić. Ja govorim o tome da međunarodna zajednica, odnosno međunarodno mirovno predstavljanje na Kosovo i Metohiji ne može biti izuzeto iz odgovornosti u takvoj situaciji. Dakle, oni su preuzeli odgovornost. Srbija tamo nema ni policiju, nema ni vojsku, nema ni sudove, Srbija tamo nema nadležnost. Dakle, od rezolucije 1244 Srbija ne upravlja Kosovom. Хашем Тачи не направи ништо за 2 или 3 години. Напротив, го обвинија за тие недозволени трговии и сега западните земји не застануваат зад Борис Тадич, кој е добриот во приказната, туку застануваат за Хашем Тачи. Зошто? Имате ли логичен одговор? Ja mislim da je postojalo puno pokušaja da se analizira sve ono što se dešavalo vezano za Kosovo i Metohiju i za poziciju nekih najmoćnijih zemalja sveta i međunarodnih institucija i organizacija. Dakle, neke poteze međunarodne zajednice je moguće razumeti, a neke je vrlo teško objasniti. Dakle, vrlo je teško objasniti zašto se međunarodni predstavnici ponekada stavljaju otvoreno na stranu Prištine. Ова политика која вие кажувате за Косово. Да. Некаде пред 20 години кажувате за таа линија Карловац, Карлобак, Вировитица, Вуковар. За таа политика вашиот лидер Војслав Шешел лежи во Хаг. А шта? Вреди ли за таа политика? Видите, како резултат на таа политика Србија никош не е помала во својата историја. Вреди ли за таа политика да се лежи 10-15 години во затвор? Ве прашам наотворено. И дали ви би биле посреќен ако е реализирана таа политика? Ja bih vam odgovorio na jednostavan način. Ovo je takođe pitanje. Vredi li žrtvovati se za slobodu? Изгубихте територијата на Србија во Хрватска, изгубихте Босна, изгубихте Косово и гледате пред ваши очи како лидерот ви гние во затвор 9 години во Хаг, ви се намалува Србија и ви го прават тие вицови за Нокија, знаете, Србија ко Нокија секој ден се помала и помала. Вреди ли тоа? Apsolutno. Što se mene tiče, ja nemam nikakvu dilemu. I siguran sam da najveći deo članstva Srpske radikalne stranke apsolutno nema takvu dilemu. Вук Драшковиќ и Војслав Шешел беа кумови, беа блиски пријатели, делеа исти идеи. Едниот сега вели дека Косово веќе е продадено и изгубено, дека тоа треба да биде прифатено како реалност на српската политичка сцена. Поди со Чеда Јовановиќ на некој начин коалицира, ја шетаат Србија и тоа им го кажуваат на српските граѓани. Војслав Шешел лежи во затвор. Mislim da ne postoji jadniji i bedniji političar od Vuka Draškovića. Ako vas samo podsjetim 90. godine na njegovu izjavu da će onaj ko bude digao turski barjak ostati bez barjaka i ruke, a da sada govori o tome da treba prihvatiti nezavisnost i predati Kosovo i Metohiju, mislim da sam sve rekao. Jadna spodoba koja je zarad sopstvene koristi pristala da ispunjava sve naloge Amerike i Brisela i to prvenstveno zbog toga da ne bi bio optužen pred Haškim tribunalom, jer jedine paravojne, odnosno prve paravojne jedinice koje su otišli iz Srbije bila je Srpska garda Vuka Draškovića i sve njegove poteze su praktično je vukao strah da ne bude optužen pred Haškim tribunalom. I ono što je kuriozitet, za zločine koje je izvršila Srpska garda Vuka Draškovića optužen je Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu.
Познати се сите тие приказни дека Аркан бил соработник на југословенските тајни служби. И ако господинот Пелевич е венчан кум на господинот Аркан, тога се постава прашањето дали господинот Пелевич и сите овие воинствени изјави кои тој ги дава всушност не потекнат од на исто место, а од југословенските тајни служби кои се уште остана нереформирани од времето на Милошевиќ. Дали одредени рестлови на српските тајни служби кои е под контрола на Милошевиќ, кои се уште не може да прифат дека се има случај на 5 октомври, тоа е значи една од тезите кои тука се слуша во Белград, да не стојат зад вашите политички ставови, зад политичките ставови на партијата кај што сте вие член, вела дека ако Аркан бил еден од главните соработници на тие српски служби во период на 80-тите години, вршел многу прљави валкани работи на територијата не само на поранешна Југославија, туку и во Западна Европа, дека вие кој негов кум само сте продолжиле таа врска на контакти помеѓу српските служби и партиите од десната политичка провениенција и дека со ваша помош веројатно може да се организираат сите тие протести, немири, па и то улично рушење на власта на Борис Тадич. Дали има реалност во тие приказни? Prvo, Arkan nikada nije bio član ni jedne obavještajne službe. Bila работел за сојузната удба, за стане To što ste vi Долански. pročitali u novinama, to je propaganda zapadne štampe koja nastoji da Srbe prikaže kao kriminalce. Ali ja vas uveravam da apsolutno nikakve veze Arkan nije imao ni sa kakvom obavještajnom službom, ni u zemlji, ni u svetu, to je prvo. A drugo, ja nisam produžena Arkanova ruka, ali ja također imam određeno ratno iskustvo koje će mi pomoći ukoliko Hašim Tači bude napao Srbe. Ja ne želim da Srbija ulazi u konflikt sa KFOR-om ili sa EULEX-om. Dakle, nikako ne želimo sukob sa međunarodnom zajednicom, ali moramo braniti svoj narod ukoliko Hašim Tači i njegove šiptarske bande budu napale Srbe na severu Kosova. O tome se radi. Вие сте били во тие доброволјачки гарди, како што се нарекуваат тука во Србија. Вие сте кум венчан на покојниот Аркан. Значи, вие ги имате тие информации колку доброволци може да собери Србија. Дали Србија располага со доволна енергија и сила да направи уште неколку такви армии на доброволци да го брани Северно Косово, бидејќи состојбите во Србија се изменија во меѓувреме. Многу од тие луѓе се убиени во разни атентати, во разни сачекуши и така натаму. Многу од тие луѓе се позатвори. Дали српската држава ќе дозволи такви армии на доброволци да го бранат Северно Косово? Od 38 brigada, koliko je činila Vojska Srbije, mi smo sada spali na 4 brigade, na počasnu gardu i na vojni orkestar. Eto, to je vojska. Znači, u vojsku se niko u Srbiji ne pouzda. Koliko ste vi silni? Minimum 10.000 srpskih dobrovoljaca će otići na Kosovo i Metohiju i njih niko ne može. Nikakva srpska policija... To se želbi vaši ili realnost? Ne, to je realnost. To je realnost. Кој ги води тие српски доброволци? 10.000, тоа е бројка. Jeste, to je brojka. Тоа е поголема бројка од самата српска држава. To je minimum. Ja sam rekao to je minimum. Mislim da će biti mnogo više. Pa što čekate do сега, na primjer, ako toliko ste silni što nego zazemate Mi ne Severno možemo Kosovo? da napadnemo KFOR i EULEX, niti želimo da uđemo u konflikt sa međunarodnom zajednicom. Govorim ovo kao odgovor na vaše pitanje. Ukoliko vojska Hašima Tačija napadne sever Kosova, onda sigurno ova Srbija, ne kažem zvanična, ali ova Srbija neće sedeti skrštenih ruku i nećemo dozvoliti da se ponovi oluja koja se desila u Srpskoj krajini. Očekujete li Hašim Tači vojna da napadne Severno Kosovo? A vi ste pomenuli tu mogućnost. Da. A ja vam kažem ovo, u slučaju da se ta mogućnost realizuje, mi to nećemo dozvoliti. Dobro, kakvi se vašite informacije? Moje informacije su da je Hašim Tači isturio KFOR i EULEX da oni za njega obavljaju prljave poslove na severu Kosova, da pucaju na mirne građane na barikadama i da ih provociraju da bi Srbi napali prvi. Srbi nikada prvi nisu napadali na barikadama. Ali se ovi pravят problemi со руската хуманитарна помош. Zato... Значи се провоцира се и се што, за да може да се направи одреден воен инцидент. Тоа значи дека Балканот е повторно кој експрес лонец, посебно тоа Северно Косово. Дека треба само малце жар, па да излези целата работа од контрола. Ukoliko se to desi, bit će žrtava sa svih strana, ali će sasvim sigurno Srbiji sačuvati sever Kosova i Metohije. Ja sam u to siguran. Знаете зашто ја прашам се Пелич? Веќе 2 години тука во српските медиуми се лансира одредена приказна дека за сите тие протести, немири, улични демонстрации, па дури и крвопролевање кои се случуваше на улиците на Белград, стои Српската партија на Тома Николич или Српска напредна странка, дека таа Српска напредна странка е финансирана од разни тајкуни, од разни западни разузнавачки служби, а има одредени информации дека и големиот наркобос Дарко Шариш дава пари
za finansiranje na te ulični protesti тука во Србија како би се симнала ова власт од политичката сцена. Дали за сите тие работи стојат такви пари, црни пари што се вели, и дали со тие црни пари може би биле финансирани овие армии на доброволци кои би го бранеле Северно Косово? Mi se samo finansiramo. A što se tiče Šarića, da li mislite da bi jedna stranka u Srbiji dozvolila da ih finansira jedan osvetočeni narkodiler koga traži ceo svet? Останете со нас и по рекламите, опоследете крајот на нашата вечерашна емисија на тема дали србите до последниот војник ќе бранат независноста на Северно Косово. Well, now you see, I have grown up. Your smile is like a piece of luck, though I don't see it enough. I'll be trying. You gotta look through my happy eyes. Look through my happy. Се е лесно кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Деца, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Дали е можен нов воен конфликт на Косово, бидејќи како што сега стојат работите, Хашим Тачи доби еден многу поволен ветер во грбот и може да се очекува на еден месец пред српските избори Хашим Тачи да направи нов инцидент на Косово и тоа да предизвика карамбол на српската политичка сцена, односно да инвестира во доаѓањето на власт на Тома Николич и на тој начин им даде алиби на западните земји, дека поради доаѓањето на Тома Николич на власт во Србија, Србија не е на агендата на влез во Европската унија. Дали не се плашите дека ова српска држава нема капацитет да го брани Косово и дека без малку ќе го изгубите Косово без испукан куршум, што се вели? Srbija, ovakva Srbija koju vodi Boris Tadić nema nikakav kapacitet, jer našu vojsku može da pobedi bilo koja vojska u regionu, pa čak i OVK. Tako da se mi ne uzdamo u svoju vojsku i mislim da država Srbija nema kapacitet da zarati, ali ponavljam, ima dosta Srba koji će dobrovoljno otići da brane svoju braću ukoliko ih budu napale šiptarske bande. Niko od nas ne želi sukob sa Kejforom i sa Euleksom, ali nećemo dozvoliti da šiptarske bande отерају Србе со севера Косово. Ете, господине Пилич, гледате, 2004 година беше тој голем погром на српските цивили во Северно Косово. Тоа некаде 17 марта, ако не се лажам. Така е, 17 марта. Подосна се дозна дека германските разузнавачки служби ги имале тие информации, прислушкувајќи ги своите соработници во косовската влада, значи тие ги имале добиено тие информации. И за тие информации не ја информира ниту западната јавност, ниту владата во Белград и дозволи да се случи тој погром. Денес гледате дека Германија беше главна држава која на некој начин го спречи влезот на Србија и добивањето на кандидатски статус. Како ќе се борите со тие големи сили? Pa Nemci su naši veliki istorijski prijatelji. Oni su nam puno pomogli u Prvom svetskom ratu, pa su nam puno pomogli u Drugom svetskom ratu, pa su nam puno pomogli kad su nas bombardovali 1999. godine, pa nam sad puno pomažu kad pucaju gumenim i bojim mecima na žene i decu i nedužne civile na barikadama. Tako da je Nemačka naš veliki istorijski prijatelj. Svakih 50 godina nas Nemačka napadne. Tako da sam odgovorio na to pitanje. Sasvim je jasno. Jer u Evropi, pravo da vam kažem, se sve više nazire jedna sprega koju vodi Nemačka i čini mi se da se polako formira četvrti rajh koji vodi Angela Merkel. Интересна е таа улога на германците, посебно во односите со Косово. Значи, долго време германските тајни служби ги подготвува овие структури на УЧК на ОВК, подоцна дојде во одредени конфликти. Пред една година, ако не се лажам, Хашим Тачи протера една цела група на агенти на БНД или на германските тајни служби, се заладија тие односи помеѓу Приштина и помеѓу Бон и одеднаш официјален Берлин застанува на страната на Хашим Тачи сега на 9 декември во Брисел. Што се смени во германската политика? Што е причината германците повторно да ги затоплат тие своји односи со Косово? Nemačka obavještajna služba BND je imala dugo vremena najjaču centralu u Tirani. To je bio centar za Balkan, znači oni su tu bili i najjači. I mislim da su i dan danas oni više prisutni kod Albanaca i na Kosovu i u Albaniji nego što su to američke obavještajne službe.
вероятно едно од двете клучни прашања кои тука се поставува после тоа што се случи на 9 декември во Брисел, дали Војводина и дали жителите на Војводина ќе можете понатаму да го толерират тоа тонење на Србија поради косовското прашање. Дали иднината на Србија, вие како маđари ја гледате како одредена федерација, во рамките на која федерација Војводина би била една република, веќе такви пароли изборни многу често може да се слушнат на изборите во Војводина република. Така се почна со Косово, јас не верувам дека во Војводина ќе дојде до таа ескалација на состојбата, меѓутоа тие барања ќе станат веројатно се погласни и погласни како ќе се одвијат овие процеси во Србија. Ако Србија заглави на Косово, тогаш е нормално се очекува дека Војводина ќе бара да има статус на република во рамки на Србија. Ja ne verujem u to da Sandžak i Vojvodina mogu da budu nova krizna žarišta unutar Republike Srbije zbog toga što u Vojvodini jednostavno nema ni jedne organizacije, ni jedne partije, ni jedne stranke koja se zalaže za odcepljenje Vojvodine od Srbije. Добро, господине Лејч, вие сте искусен политичар и вие ги читате сите овие анализи кои доаѓаат од одредени странски разузнавачки служби дека Србија може да биде дестабилизирана преку два пола, едниот е Војводина, кај што луѓето кои живеат во Војводина веќе не сака да ги трпат тие проблеми кои Србија ги има на Косово и тоа за останување на патот кон Брисел, и вториот проблем нели е Сандžak. Можно ли е тоа да се случи во Србија? Веќе Србија ги изгуби безмалку сите војни на Балканот, и во Хрватска, и во Босна и Херцеговина, сега во Косово. Црна Гора ќе добие датум за преговори, односно ќе ги почне преговорите во јуни идната година, а Србија останува на некој начин се помала и помала конокија тука на Балканот. Мислим да су те анализе lišene svakih realnosti i svakih realnih scenarija. Srbija se u ovom trenutku suočava sa nerešenim problemom Kosova. Svi drugi problemi koje navodite, i Kosovo i Sandžak, su predimenzionirani. Dakle, u Sandžaku vi nemate etničkih i političkih problema, imate dominantno ekonomsko-socijalni i imate jednu grupu verskih ekstremista koji pokušavaju da manipulišu sa tim verskim osjećanjima ljudi i lošom ekonomskom situacijom. Врзани се со Сарајево, врзани се со Техеран, велат, врзани се, не знам, со Саудиска Арабија. Значи, големо влијање на тие исламски земји се прави тука на Балканот, токму преку таа групација која ја нарекувате на Сандžак. Ali ta grupacija nema apsolutno nikakvu podršku od nikog od tih zemalja koje vi spominjete. Oni imaju jedinu podršku od Mustafe Cerića iz Sarajeva. Добре, можно ли ново делење на картите? Новој дел на Балканот? Гледате што се случува во Сандžak. Војводина веќе се потешко прифаќа да биде... Neće Sandžak biti sigurno kao pitanje otvoreno novo žarište dok se ne reši Kosovo do kraja. Koncept rešavanja kriznih tačaka u bivšoj Jugoslaviji išao od severa ka jugu. Nikad se novo nije otvaralo dok se prethodno nije zatvorilo. Кога би се затворило тоа косовско прашање и на чива штета генерално? Pa kako god da se zatvori, bit će na štetu Srbije. Добро, господин Колунџија, имате ли чувство дека можеби на 9 декември, значи пред 10 дена, всушност Европа го пушти Борис Тадич низ вода? И можеби Европа влезе во еден процес на политичко проектирање на една нова иднина на Србија, на еден политички инженеринг, кај што ќе има места можеби за оние партии кои беа поразени на 5 октомври 2000 година. Во разни форми тие партии се враќаат на политичката сцена во Србија. Партијата на Слободан Милошевич преку господин Дачич е дел од владината коалиција. Во владата денес коалицираат партијата на Зоран Џинџич и партијата на Слободан Милошевич, двете на некој начин партии кои најмногу беа во конфронтација на политичката сцена на Србија. Шешел е во хак, меѓутоа делови од таа партија направија Српската напредна странка, која денес на сите анкети води безмалку на политичката сцена во Србија. Дали вие како искусен политичар не сметате дека можеби западните земји ја вода Србија во тој правец? Ако не постои Србин кој ќе го признае Косово, тогаш да постои српска коалиција која ќе го направи тоа. Во таа коалиција да биде и партијата на Милошевич, и партијата на Џинџич, и партијата на Шешел. Ja verujem da, dakle ne verujem u sistem međunarodnih zavera, ali verujem u interese. I ja verujem da u međunarodnoj zajednici postoje oni koji zastupajući interese određenih grupacija ili čak određenih zemalja mogu da imaju ideju da je možda lakše taj posao sa Kosovom konačno završiti sa nekim ko se čita kao nacionalista. Останете со нас и по рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија.
Стариот добар проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Ете, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Јас сум Васко Кефтов, во емисијата во Центар, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите нашето телевизиско досие на тема дали после 10 или 11 години Србија повторно може да биде ново жариште на нестабилност на Балканот. Ние се гледаме и од понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.